Македонските граѓани го живеат најцрното владење. Најцрното владење на најнеспособната влада во историјата на Македонија. Од периодот што измина, единствено може да се заклучи дека оваа неспособна влада не испорачува резултати и води штетни политики за државата и за интересите на граѓаните. За година и половина на власт нема ниту еден капитален проект со кој може да се пофалат, но затоа има криминални тендери, корупција, сомнежи за тешки проневери и изневерени очекувања. Во една ваква ситуација не е само наше право, туку пред се е наша обврска да се спротивставиме на овие црнила. Токму затоа денес ќе се протестира. Протестен марш против црнилата на СДСМ и владата на Заев. Протестен марш против разнебитувањето на македонската држава и македонскиот народ. Поради промената на името кое владата ја турка и срамниот договор. Поради идентитетот кој го деградираат и загрозуваат. Поради срамот кој го нанесуваат и достоинството на државата кое сакаат да го одземат. Поради поништувањето на волјата на граѓаните изразена на референдум. Но исто така, ќе протестираме и против политичките, економските и обштествените црнила. Прво, поради неправдите кои ги трпи обичниот граѓанин, поради корумпираниот систем кој невозможува правда на обесправените, поради политичкиот прогон кој власта го спроведува, политичките апсења и монтираните случаи, поради селективната правда која е неправда, стотиците криминалци кои се пуштени на слобода и амнестирани, како и неразјаснетите убиства, како убиството на Саздо и несигурноста на улиците, поради неказнетиот криминал, сите етикетирања и загрозени слободи. Ова е протести поради загрозената слобода на медиумите и медиумските работници. Второ, поради сиромаштијата која расте и даноците кои се зголемуваат, а джебот на граѓанинот е се попразен. Поради покачената акциза на бензините, бизнисот кој се уназадува, платите кои се намалуваат, скапиот и суров живот. Поради невработеноста и недостатокот на инвестиции, поради немањето на економски раст, поради земјоделието кое е урнисано, против немањето на капитални инвестиции и немањето на проекти, поради задолжувањето и мегаломанскиот буџет, чии пари не се гледаат нити сустуваат затоа што се крадат. Трето, пред се поради загрозеното здравје на граѓаните, поради загадувањето кое тивок убиец во оваа држава со над 1000 загубени животи секоја година. Пасивноста на власта и дефокусирањето со деградирачки закони, како оној забележење на возилата со етикети кои прават класна сегрегација на оние кои имаат и возат нови автомобили и сите останати кои не можат тоа да си го дозволат. Поради здравството кое се распаѓа и недостатокот на лекови, хаосот и неквалитетот во образованието, поради деградирачкиот однос кон младите и студентите и сите неостварени лажни ветувања на владата на Заев и СДСМ. Затоа, секој еден кој се пронаоѓа во овие причини, го повикуваме да ни се приклучи на протестниот марш кој започнува од плоштадот ВМРО до пред владата на Република Македонија денес со почеток во 17 часот. Ја даваме раката. Ја даваме раката затоа што сите граѓани делат исти маки и проблеми. Сите граѓани од сите националности и вери. И нема да застанеме тука. Ќе продолжиме со протестните маршеви и собири во наредниот период во Скопје, но и во останатите градови од нашата држава. Ќе продолжиме се до конечната победа. Народот е со нас. И оние кои ќе дојдат, но и оние кои поради притисоци, закани и уцени нема да се приклучат, но силно не поддржуваат, бидејќи знаат дека ова црно владење ја уништува нашата држава. Чекор по чекор, ние ќе истраеме и успееме, затоа што целта ни е Македонија, македонските граѓани и нивната иднина. Ви благодарам.